Пред 18 години во Битола започна со работа Сдруженијето на граѓани за хемофилија Хемолог, кој има за цел да се грижи за сите коагулопати и сите оние кои имаат крвни нарушувања, како и еднаков третман за сите коагулопати да не се создаваат повеќе лица со инвалидитет, да има насмевки и среќни семејства. 18 годишниот јубилеј од Хемологу искористија да ги споделат и проблемите со кои се соочуваат. Во моментот имаме проблем, можеби најмал, но за некого за нас така голем, се соочуваме со проблем за лекот за Вилебранд или фактор за коагулација за von Willebrand. Мислиме дека ќе го решиме со државата и со надлежните за час поскоро, но навистина треба да се седне, затоа што имаме многу лица со со von Willebrandова состојба. Проблемите, барем за хемофилија, се соочуваме со недостаток на лек некаде околу 30%. Ако зборуваме дека за мајорната форма треба да има профилакса, односно заштитна терапија, доколку овие лица имаат профилактичка терапија, тоа значи дека би функционирале најнормално, би се соочувале со многу помалку крварења отколку на сегашниот индикативен третман. Тоа би значило нормален социјален живот за овие лица, каде што би можеле да работат, да се интегрираат во општеството пред се. Лично ради нив, понатаму ради нивните фамилии. На прославата 18 години од основањето на Сдруженијето Хемолог присуствуваше и еден од основачите на Сдруженијето, Симон Атанасов. Од првото одење во Загреб на 11-тиот хемофилија конзорциум конференција се зачленивме во Светската федерација за хемофилија, потоа се зачленивме во Европскиот конзорциум, така да со брзо темпо почнавме да учиме како треба да работи едно здружение. Хемофилијата е проблем со крварењето која се наследува од родител на дете. Лицата со оваа болест не крварат побрзо од нормално, туку крварат подолго. Нивната крв нема доволен фактор на коагулација, што е ретка состојба. 1 на 10.000 лица се раѓаат со хемофилија. Таа не може да се префати од некого како настинка. Инаку третманот за хемофилија во денешно време е многу ефикасен.